Од денеска во градоначалничката фотелја на Штипската општина е Сашко Николов. Функцијата ја превзема од досегашниот ВД градоначалник Јане Миланов. Каков ќе биде првиот работен ден на новиот градоначалник на Штип? За почеток, мојот градоначалнички ден ќе почне утре во 7 часот, каде што веќе моите соработници ќе повикаат директорите, раководителите на сите општински институции и комунални предпријатија, така да утре ќе биде малце тежок работен ден во канцеларија, каде што ќе се слушнам, ќе се видам со сите овие раководители и директори, да разговараме, да ги представам моите начела по кои што ќе работиме, моите очекувања од истите и се надевам на едно прифаќање на истите принципи и протоколи на работа од сите овие лица. Кој е првиот приоритет на градоначалникот Николов? Приоритетно со кој што ќе се заложуваме покрај буџетот кој што мораме да го разгледаме и да го изгласаме во општина Штип, кој што е есенцијален и битен за работењето на општина Штип во 2021 година. Нисата седница ќе побарам да од моите советници и од опозицијата и од позицијата да формираме фонд кој што ќе биде во корист на нашите сограѓани, фонд кој што ќе повлече да собираме заштитни маски за секој еден наш граѓанин, бидејќи здравието на нашите сограѓани е пред се. Дали и каков совет доби од досегашниот ВД градоначалник Јане Миланов? Во основа проблемите се нотирани, се знаат и тој со наша помош ќе се зафати со решавање на оние што се најакутни проблеми, кои што за жал ги има, меѓутоа тука сме градоначалникот е тука, ние сме тука да помагаме да ги тие проблеми еден по еден да ги решаваме по оној приоритет по кој што се нотирани. Пред примопредавање на функцијата, председателот на ОИК Сенка Андреева му го врачи уверението за градоначалник на Николов. Според резултатите од гласањето одржано на 13 декември 2020 година во општина Штип, во 80 избирачки места за градоначалник на општина Штип е избран Сашко Николов со 11.477 гласа. На примопредавањето на функцијата не присуствуваа советниците од опозицијата, но Николов изрази подготвеност за соработка, напоменувајќи дека секогаш би поддржал издржани предлози што би биле од заеднички интерес, како за граѓаните, така и за општината.